конечно да сториме тоа што е во наша надлежност и да направиме нешто. Јас за понеделник закажав средба со претседателот на регионалната стопанска комора, со командирот на полициска станица, како и со командирот на сообраќајците во Кавадарци. Го поканив и Градба Промет и Самвел, Екстра, Камсмарк, односно превозниците од градот, како и дел од локалната администрација. Покрај онаа мерка која што ќе оди на Советот сега, а тоа е за субвенционирање на уред за плински уред за оние кои што печат ракија, една и набавка на еко билборд, што е некоја новина која што јас лично не можам да објаснам, меѓутоа кажувањата и рекламите се дека абсорбира големи количини на pH вредност, негативни вредности во воздухот. Истото и тоа го имаме планирано во буџетот за наредната година. Планираме со бизнис секторот, како и со превозниците, алармантно пред Нова година и после Нова година да организираме бесплатен градски превоз за сите граѓани на општина Кавадарци, со точно утврден ред на возење и да апелираме повторно, нели, ова акција зависи не само од финансиите кои што ќе ги обезбедиме како локална самоуправа и бизнис сектор, па и добрата волја на превозниците, туку да ги убедиме луѓето дека требе во овој период, бидејќи планираме на пола час да имаме автобус на локација од Ваташа до Сопот, па и во новиот центар до Ваташа и така натаму, да во наредните 10 дена го правиме тоа и да го прекинуваме тогаш кога ќе имаме проветрување на градот. Затоа благовремено ќе биде и информирана и целокупната кавадаречка јавност. Значи, тоа е еден обид да допреме до граѓаните и да им кажеме на граѓаните дека во овој период, кога имаме ерновно загадување, кога имаме недвижење на воздухот и апсорбција на штетните материи и она што излегува од оджакот тука во нашиот град, да сите бидеме солидарни, бидејќи на сите нас заеднички содржател не е политиката и припадноста на богати, сиромашни и на дали сме мажи и жени, туку подеднакво умираме од тоа што го дишиме сите. И мислам дека ќе најдам на разбирање од страна на бизнис секторот. Тука секако ги спомнав и Градба Промет, кој што е одскоро еден од производителите на пелети и продавачите на печки за пелети, да ја разгледаме можноста и со нив да продажбата во наредниот период биде на рати, да биде без некоја голема маржа, да биде со многу мал кредит од страна на деловните банки, па дури и со одредено субвенционирање од локалната самоуправа, со цел да погонското гориво полека од дрва или од јаглен да се смени на пелети. Очекувам некој ефект од оваа работа, меѓутоа ви кажав на почеток, мислам дека најголемиот ефект ќе биде тогаш кога сите ќе се загреваме од еден котел кој што ќе се загрева на плин. Меѓутоа, додека дојде тоа, ние мораме нешто да сториме, затоа што навистина да бидете во првата петорка од најзагадени градови во Република Македонија, од една страна е добро, затоа што ние сме развиениот град, ние сме тие во кои што се слеваат многу пари, меѓутоа паралелно со тоа си го носиме и последиците на тоа што сме меѓу најдобрите. Јас знаев и предпоставив за ваквата работа, поготово што во периодот кога имаше откуп на грозје и проблемите со грозјето, однапред значеа големи количества на грозје ставено во буриња, кои што ќе чекаат во наредниот период да бидат варени. И нешто што јас лично го размислувам и кој што треба да биде една иницијатива до повисоките инстанции, тоа е да во Македонија се воведе многу поригорозна проверка, контрола, па и забрана на возилата кои што немаат катализатор, и тоа само во овие 3 месеци, декември, јануари, февруари. Значи, мора да измислиме некоја забрана за таквите возила, за таквите камиони, кои што, како илустрација, доколку немаат Евро 3, сега се стигнати и до Евро 6, не им дават ни цем дозволи, и тоа секоја година е се поригорозно. Значи, ако во Европа, каде што загаденоста е многу помала од тука, имаме таков пристап,
секоја година да се бара, или се бараше евро 1, па 2, сега тие не вредат, па и 3 веќе не вреди и така натаму. Тогаш мора и ние нешто да превземеме како држава во тој план и да оние возила кои што немаат катализатор се отстранат во овој период. Оние камиони кои што исто така немаат одредени стандарди или да се задолжат да си стават катализатор доколку сакат да возат или да бидат отстранети, односно да бидат казнувани доколку ги користат. Најскапоцена од се кај луѓето е здравието и мислам дека тука треба да бидеме единствени, дека треба сите нешто да сториме. Секоја година помалку нешто поместуваме, меѓутоа ефектот гледате дека е никаков. Имаше голем аларм и голема наплив на негативна енергија кон Фени индустрија. Фени не работи со една печка, па повторност не на тоа место кој што ги има. Сличен случај беше со Јагуновци. Еве, таа фабрика веќе не работи некој време, а повторно имаме енормно загадување. Тогаш јас лично предупредував дека најголеми загадувачи сме ние. Апелирам, мислам, останува повторно дел и кој што мора да се заврши со апел. А тоа е оние кои што користат струк, да не го користат стругот во шишиња, па потоа заедно со пластично шише да го ставаат во пампурите. Оние кои што се прибавиле кабел, да не го горат кабелот за да дојдат до бакарот за потоа да го продадат. Отпадите да не откупуваат таков бакар. Затоа што за да се дојде до таков бакар, прво треба да се купи или да се украде од некаде, па да се стопи, односно тие pH вредности да се ослободат за да ги дишат моите и вашите деца, и потоа да се продадат за да се фане некоја ситна пара на штета на здравието на сите кавадарчи. Апелирам исто така да не се користи јаглен во загревањето. Самите луѓе, нивните соседи гледаат што излева од нивните оджаци. И мислам дека ако не тргнеме од самите себе, никогаш нема да стигнеме, ни една мерка нема да фати место, нема да стигнеме никаде.